12 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, добродојавте во најновото издание од емисијата од своја страна. Ви благодарам што и овој пат сте на фреквенцијата на телевизија Сонце. Еве во ова денешно малку поинакво издание, овде сме на гости во Физиодинамик, центар за масажа, за киропрактика и за физиотерапевтски услуги. Овде до мене го имам основачот Бојан Димковски. Бојан, здраво, ти благодарам што прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна, еве со Физиодинамик, и ти благодарам еве што не пречека топло во твојот центар. Мило ми мене и добро дојдовте во центарот, ново отворен. Ново отворен, така, овде ми стои центар за физикална терапија, киропрактика и масажи, односно медицински услуги. Так. Ново отворен пред скоро месец и пол, па ајде малку повеќе за центарот, за Физиодинамик, која беше целта на отварањето на еден ваков центар кај нас? Така, па желбата да се помогне на луѓето и дипломата од факултетот и знаењето и искуството со работата некако природно ме натера да одам на кај тој правец, сам нешто да отворам, некоја нова приказна во градот кај што ќе се нуди некаков поинаков третман, кај што луѓето од овде ги излезат задоволни, позитивни, без болки, обезболени и така натаму. Зошто Физиодинамик, од каде името? Еве што тоа да заклучиме од името, што нуди центарот? Така, паролата наша на Физиодинамик е за миг динамик. Аха. Тоа значи дека за брзо време ќе станете динамични во својот живот и ќе продолжите со својот тек, со своите работи што уживате во нив да ги правите, со сите секојдневни обврски и да останете да бидете подвижни. Аха, така. Кои се услуги се нудат овде, што бараат најмногу пациентите од вас, односно? Моментално најбарана услуга е прегледот. Значи, сите пациенти што доаѓаат, клиенти, кај во овој центар, некако се осврнуваат да бараат најпрвин преглед, па после заедно да го создадеме тој индивидуализиран план на терапија, на третмани. И некако и мене тоа повеќе ми одговара, бидејќи секој човек е различен, секоја индивидуа е различна и на секого треба да му се понуди тоа што тој го бара и тоа што треба да го добие всушност. А меѓу другото, нудиме и физикална терапија, и класична физикална терапија и рехабилитација, од типот на електротерапија, сонотерапија, планираме во иднина и ласеротерапија, магнетотерапија. Покрај друго, работиме и со масажи, односно со мобилизации. Значи, тоа од масажи нудиме како и, пример, релаксациони масажи. Тоа е чисто за луѓе што се со висок стрес во работата, со седечка работа, со едноставно сакаат да се опуштат после напорниот ден, доаѓаат на таква масажа. Меѓу другото, работиме доста и со спортисти. Имаме соработка со неколку спортски кошаркарски клубови. Нивните играчи доаѓаат и овде ги санираме нивните повреди, ги третираме со рехабилитација и таа ја нудиме како спортска масажа, таа е малку побрза масажа, го зголемува крвотокот многу повеќе од обичната. И нудиме и терапевтска масажа, таа е, како да кажам, медицинска масажа повеќе, бидејќи се работи малку подлабоко, се доаѓа до подлабоките ткива во телото и на тој начин се работи како на мускулите, така и на фасцијалната обвивка. Таа е обвивка што се наоѓа измеѓу мускулите и кожата. Бидејќи во нашиот стресен начин на живот, нејзината природна е да биде подвижна, бидејќи е како пајажина. Сега со текот на животот таа се собира, се згужува од повреди минати, од стресен живот, недоволно сон, недоволно јадење. И на овој начин со таа масажа на некој начин ја мобилизираме, односно ја истегнуваме. Го спомнавме прегледот, моето прашање е колку свеста кај луѓето е подигната за доаѓањето во еден ваков центар, односно дали физикалните услуги се користат, односно се доаѓа на физикална терапија превентивно, еве за преглед да се закаже некој, или тоа сепак се луѓе кои што навистина чекаат, што велиме народски 5 до 12, па ете да дојдат кај физиотерапевт. Така. Па најчесто се тој тип на клиенти или пациенти што доаѓаат кога веќе
проблемот ќе дојде до многу горна граница, кај што е многу и потешко и да се делува, треба и повеќе време и за да се рехабилитира и го чека тој момент. Значи, нашата цел е да ја подигнеме свеста, тие да се консултираат со физиотерапевт и без да имаат никаков проблем, нели чисто колку за преглед и доколку имаат некаква физичка активност, доколку се бават со некој спорт, со фитнес, денеска фитнесот е многу актуелен, едноставно да превенираат некакви идни повреди што може да се случат. Така, токму така се до тоа да стане нели превентивно одење на кај физиотерапевтот. Бојан, овде во најавата стои киропрактика, односно центари за киропрактика. Ајде малку повеќе, можеби тоа е некој понов термин во физиотерапијата. Па ајде за киропрактиката, што подразбира таа, што се во однос на неа нудите како услуги? Па вака, киропрактиката во светот не е толку нова. Кај нас се уште не се толку знае, не се толку слуша. Меѓутоа, киропрактиката е веќе и наука, во Америка има и школи, има и универзитети за киропрактика, во Европа, во Италија, Франција. Кај нас на Балканот се уште нема некоја званична официјална школа кај што ќе можат сите физиотерапевти или да се образуваат. Ние мораме да изучуваме киропрактиката на курсеви и на доедукација. Јас бев на таква доедукација кај еден италијанец, професор, доктор, остеопат. Тој ни покажуваше, ни објаснуваше и всушност киропрактиката кај нас во Македонија на нашиот факултет се изучува, меѓутоа тоа е многу мал дел и се спомнува како манипулации. Сега ние тоа не го обработуваме толку, повеќе се посветуваме на масажите и на мобилизациите. Меѓутоа киропрактиката има ефект, се користи кај поголем број на мускулоскелетни заболувања, има инстантен ефект, меѓутоа е малку пократкотраен бидејќи мора да се комбинира со физикална терапија, со вежби, со масажа, значи тоа е само една алатка да кажам. Колку луѓето се основуваат да дојдат на киропрактика? Така, па мене ми изненади што... И колкав е ризикот? Па ризикот е многу мал, ризикот е вистински многу мал, доколку запазиме одредени параметри, додека земеме анамнеза комплетна пред терапијата, еден преглед, доколку тој има ризик фактори што можно е да направат некако проблем, тогаш не работиме едноставно. Се осврнуваме на другите терапии, кои што исто така може да помогнат. Сега во Македонија ме изненади што голем број на луѓе се осмелуваат всушност и што веќе и биле некаде овде. Меѓутоа, тоа се пак нели некои луѓе што сами се самоуки, сами изучувале таа професија да кажам. Так, колку спомнавме повеќе видови на масажи, медицинска масажа, релекс масажа, колку масажите ги сметаме уште за луксус во Македонија? Може ли македонецот да се дозволи на... Па, мислам дека може. Пак на релакс масажа, релаксациона масажа, повторно реков, одат луѓе што имаат голем стрес во животот, што имаат многу високи работни сати и обично тие зафатени луѓе се луѓе што всушност и може да си ја дозволат таа масажа. Меѓутоа не е некоја, како да кажам, потреба, меѓутоа е како едно уживање што можете сами на себе да си го приуштите. А кога масажата е потреба? Масажата е потреба, зборам за медицинска терапевтска масажа. Потреба е кога ќе се јават болки, значи кога ќе се јават одредени дисфункции, како во цервикално, во вратот, пример доста се жалат. Најмодерна болест моментално е лумбалната болка. Значи кај неа може да се реагира може да има ефект оваа масажа, бидејќи се работи на истегнување и на решавање на таа дисфункција во лумбалниот дел. Така да масажата може да се користи кај голем број на мускулоскелетни заболувања. Така, кажавте дека соработувате со спортисти, колку спортот и спортските активности придонесуваат за олеснување на сите оние болки кои што се јавуваат кај пациентите. Сметате ли дека спортот е важен за физичкото здравје? Така, па спортот, односно физичката активност, ја мислам дека е дури и најважниот дел. Неопходна. Да, и неопходен и најважен дел во животот на секој човек, бидејќи без физичка активност ние колку да работиме со другиве модалитети како физикална терапија и масажа, меѓутоа вежбите се тие што го одржуваат целокупното здравје на човекот. Така да
Јас ги поддржувам сите луѓе да почнат со некаква физичка активност, не е битно со која, битно е да уживаат во неа и да продолжат со животот Така, понатаму. препорачувате ли како физиотерапевт, може би некои одредени физички активности, еве кој спорт, некој полесен за оние што Так. не се бават со тоа, меѓутоа ете да си го леснат проблемот со болките со. Така, па видете пешачењето е пример една активност што може да има може и најголем бенефит кај човекот, бидејќи како што влие на физичкиот дел од телото, влие и на психичкиот дел од телото. Психиката се растеретува, многу голем број на хормони се лачат во мозокот, серотонин, допамин и едноставно на тој начин доволно е 30 минути во денот се доволни за да се на некој начин одржи тоа здравје на човекот. Меѓу другото, тренингот со јакот, со сила, со кревање на некоја тежина е исто така неопходен дел од животот на секој човек, бидејќи пример е многу погрешно доколку се јави болка кај некој човек глумбално и сега ние да му кажеме вие во текот на животот не смеете да кренете ни 1 кило повеќе. Тоа е многу голем хендикеп што ние би му го направиле на тој човек. Тој треба сега при секое фаќање било што да мисли дали е тоа повеќе од кило или е помалку од кило, да се плаши. Ние го парализираме всушност човекот. Меѓутоа треба ние всушност да го поддржиме, да се зајакне, за да може слободно да продолжи со својот живот. Бојан, ако важи она дека во здраво тело, здрав дух, колку како нација се грижиме за своето физичко здравје? Еве денес да направиме со паралела со, не знам, поодминатите години на нас. Така, па јас сметам дека моментално е доста актуелна тема таа физичка активност и моментално и како да кажам сите во мојата околина се бават со некоја физичка активност. Тоа е некако и модерно да кажам сега, да одиш не знам до теретана, да одиш на фитнес, да одиш на кросфит, да трчаш, сега и трчањето е доста актуелно. Мислам мене тоа ме радува и така треба и да продолжи. Меѓутоа мора да се запазат некои параметри. Пример, не може ако никогаш досега во животот да не си трчал, да земеш маратон да трчаш. Мислам тоа е сулудо, треба да полека да се спрема телото за таа физичка активност. Токму така, овде во вашиот центар видовме доста сертификати, дипломи, дипломиран физиотерапевт, меѓутоа колку до обуките, до учувањето помага во вашата професија, односно колку се важни сите оние обуки кои што ги следите пропратно нели со работата? Така. Факултетот кај нас мислам дека доволно информации може да ти даде и може да те спреми за работата и да продолжиш и да создаваш искуство. Меѓутоа, до едукациите се потребни бидејќи кај нас во Македонија истражувањата според кои научните истражувања според кои се водиме за терапиите се мислам дека малку застарени. Во светот се работи според моменталните научни истражувања. Пример, ние касниме 30-40 години во однос на терапиите и затоа овие доедукации, мислам кој може и да си ги дозволи, бидејќи се доста и, да кажем, финансиски потребни. Така да кој може да си ги дозволи, ќе му помогне да се дооформи како физиотерапевт и да може многу повеќе да им помогне на луѓето тие што ги лекува. Така, во ерата на модерни професии, во ерата на се понови професии, зошто ја одбирате физиотерапијата како професија која што ќе... Така. Па, уште од кога знам за себе, знам дека сакам да работам со луѓе, знам дека сакам да помагам на луѓе и некако имам, можам да кажам, дека имам некаков осет, поголем тактилен осет и знаем дека сакам да работам со раце, со луѓето. И затоа некако природно патот ме однесе на кај физиотерапија. Почитувана ли е денес оваа професија, колку ве почитуваат и ве ценат луѓето како физиотерапевт? Сметам дека ние самите физиотерапевти треба да си го изградиме тој имидж, бидејќи луѓето го гледаат тоа што ние го представуваме на нив. Имаме доста работа, мислам дека ние како физиотерапевти за да се представиме во на вистинско светло. Така. Како што треба да биде. Така, и до прва професијата чинам ќе оди напред. Кои ќе бидат вашите совети, вашите препораки до сите наши гледачи кои ќе го погледнат ова интервју, еве како стручно лице, како физиотерапевт, што ќе им порачаме? Така, па јас можам да им порачам на сите што ја гледаат оваа емисија,
доколку имаат некаква потреба, доколку им се јави некоја болка, нешто што не можат да се носат сами со него, нема потреба пример да дојдат да прават терапии, мислам кај било кој физиотерапевт, доволно е само еден преглед за тој да ги упати, да им даде некои параметри, да ги насочи како сами активно да се справуваат со тој нивен проблем, да кажам. Токму така. Да пешачат почесто, физичките активности. Физичките активности се најбитни, да си останат активни. Сега многу е битно ако им се јавува некаков проблем при извршување на таа физичка активност, доколку спортуваат, имаат болки. И тогаш треба да се јават кај физиотерапевт? И тогаш да, треба да дојдат, да направиме преглед, една анамнеза да земеме и да одлучиме заедно што највеќе ќе им одговара нив за тој. Така, за почеток прегледот како една превентива, каде се може да ве контактираат, каде може да го најдат центарот, ајде вака од ваша страна. Да. Ние се наоѓаме во аеродром, во општина Аеродром. Близу железничка станица ни е центарот. Пристапен е и за инвалидизирани лица, имаме и рампа, имаме и лифт, така да мислам дека и од најмала до највисока возраст може да не посетат слободно во секое време. Може да најдат на Facebook, на Instagram пејџот. Како Физиодинамик, така на вашите социјални медиуми. Да видат, да се информираат. Ние редовно постираме слики, видеа, насоки, како сами дома активно да заземат учество во рехабилитацијата и за сите информации од светот на физиотерапија. Бојан, ти благодарам за одвоеното време, ти благодарам што не прими во твојот центар, ќе ти постакам многу успеси во твојата кариера, во твојата професија, да продолжиш да се грижиш за нашето здравје и да излегуваат од тука само здрави и насмејани луѓе. Така, ви благодарам ни вас што не посетивте и се надевам во иднина ќе имаме уште вакви соработки кај што ќе можеме заедно да си направиме муабет. Почитувани гледачи, јас овде ќе ве поздравам токму од тука од Центарот за физиотерапија, за киропрактика и масажи Физиодинамик. Се надевам дека уживавте со муабетот, со овој практичен, искрен муабет со физиотерапевтот Бојан Димковски. За се останато можете да си го посетите центарот, да го побарате Бојан, да си го најдете исто така на социјалните мрежи и се што ви треба да си дознаете повеќе. Ви благодарам што и овој пат бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ви благодарам што и овој пат не следевте. Ви ветувам наша наредна дружба следната недела. До тогаш останете поздравени.